За мене тоа е потврда дека нашиот народ, парламентот, владата ги завршила своите обврски и тоа што зависи од нас е завршено и дополнително на тоа самиот извештај потврдува дека испративме сериозна порака дека продолжуваме на европскиот пат. Веројатно се мисли на законот за јавното обвинителство и на останатите реформи кои што беа процесуирани преку законите за реформи во јавната администрација, продолжија до екипираноста на АНАБА, на ОТА, на безбедносните служби, веќе во парламентот и законот за промена на Агенцијата за разузнавање. Ги зимам 4 делови кои што беа многу важни, а сериозното работење на Комисијата за антикорупција и борбата против корупцијата и криминалот продолжува со посветено темпо. Ова целото како извештај денеска е верификувано од страна на Европската комисија, ќе биде проследен до земјите членки нормално, од каде што очекуваме Европскиот совет да носи позитивни одлуки. За мене е важно тоа што беше до нас да го завршиме, го завршивме. Тоа е потврдено и во јуни, тоа е потврдено и во октомври. Еве сега не само што е потврдено, туку дополнително е верификувано и е потврдено дека продолжуваме и покрај историската грешка која што беше направена со Република Северна Македонија на октомврискиот самит на Европскиот совет. И затоа јас секој пат ја користам приликата да испратам порака и до европските граѓани, но и до нивните лидери, како и до Европската комисија која што веќе ја заврши работата, да го исполнат своето ветување. Тие ветија на нашата земја, на нашиот народ, време е да го исполнат своето ветување. Уште еднаш напоменувам, ние не очекуваме веднаш членство, ние очекуваме после 15 години одлука за добивање на датум за почеток на преговорите, отварање на предпристапните фондови, поглавјата, еве сега гледаме во кластери, на еден фер начин, каде што преку вистински реформи и трансформации ќе можеме да ги користиме и огромните европски фондови, кои што се ќе го креват економскиот стандард кај нашиот народ. Кога очекувам одлука, не би си дозволил да коментирам. Тоа што го вети Европскиот совет беше не подоцна од мај, пред Европскиот самит за Западен Балкан во Загреб, кој што ќе се држи 7 и 8 мај, ако не се лажам, и ние ќе чекаме. Кога ќе бидат готови да ја донесат одлуката, се надевам ќе го израдуваат нашиот народ час поскоро, а ние продолжуваме да работиме.